Добро утро и од мене, јас сум Владко Чаловски, ова е во оној нов дел, втора сезона на утрински брифинг, како што веќе најавија колегите Сашо Дановски и Кристина Атоска со спортот, кога е во прашање спортот, ќе се занимаваме со некои теми кои што сметаме дека треба да се нафрлат во јавноста, а една таква тема е секако користењето на ВАР технологијата во Македонија, со оглед на тоа што се применува во некои од најсилните лиги, се применува и во држави како Виетнам, како Тајланд, меѓутоа ги користат и нашите соседи овие предности или пак недостатоци. За тоа дали се предности или недостатоци од ВАР технологија ќе разговараме со председателот на синдикатот на фудбалерите, господинот Панче Ќумбев. Добро утро, господине Ќумбев, доколку се слушаме? Добро утро, поздрав од Велес. Ви благодариме. Се надевам дека не ве будиме. Секако. Не. Со мали деца сме со онлайн, така да станати сме од рано. Господине Ќумбев, зборуваме за ВАР технологија или за оние кои што не знаат, видео асистент рефери или видео помошник на самиот судија. Во некои од првенствата ВАР технологијата се слави, меѓутоа наидува и на огромни критики, бидејќи некои велат дека ја забавува играта, ја стопира играта, тогаш кога може би е и најразгорена, па се носат некакви одлуки со минута-две за доцнување. Една ваша кратка генерална оценка за ВАР технологијата и низиното користење во светот. Па видите, јас бев скептик кога се воведе овој ВАР, меѓутоа гледаме дека во овие 2 години, 3 колку се користи, им доста правилни одлуки се донесени на корист на некои клубови кои пред тоа биле оштетени. Меѓутоа, од друга страна, во што рековте, стварно се губи динамика, да се чекаме некогаш по 2-3 минути на одлука на судиите, па се враќаат ситуации, се случувало да има спорна ситуација за пенал на едната страна, па после тоа се постигне гол на другата страна и да се поништи тој гол. Тоа е стварно малце смешно и ја губи динамиката во фудбал. Фудбалот е интересен спорт и сака динамика, сака борба, сака адреналин, меѓутоа па ќе кажам, до некаде го оправдувам ВАР, меѓутоа не секаде би требало да се малку да се како да кажам, да се одделат некои моменти, да се знае кога би требало да се употребува ВАР. Гледам дека барем за сега во Англија мислам дека најдобро го употребуваат, не секогаш судиите бараат помош од ВАР и се повеќето носат сами одлуки. По Хрватска, која што ја имплементираше ВАР технологијата, Србија е соседот кој што веќе прави обуки за своите судии и евентуално веќе имаат најавено старт на ВАР технологијата од следната сезона во фудбалското првенство во Србија. Во Македонија за прв пат беше користен на 8 октомври кога репрезентацијата играше со Косово во рамките на полуфинале на Лигата на нации. Колку сме ние подготвени, колку треба да се вложи за имплементација на една ВАР технологија во фудбалската лига во Македонија? Ора што знам од нашите бивши југословенски држави, Хрватска го потребува и Србија, дека што кажат, од следната зона ќе го потребува ВАРот. Мислам дека дефинитивно треба и ние, затоа што гледаме последниве 5-6 кола кај нас во Македонската лига случуваат стварно интересни ситуации, многу реакции има од клубовите, од тренерите, од самите играчи. Меѓутоа, свесни сме и самите клубови и самата федерација дека ВАРот дефинитивно кошта многу, треба да се набави техничка опрема која што не е така ефтина. Она што ние гледаме нашите терени со оние камери кои што снимаат е стварно жално да се коментира. Ако вчера го видовте и теренот во Струмица ќе ви биде се јасно, така да мислам дека прво треба да ги средиме основните услови, па после да размислуваме за ВАР, затоа што сме далеку од Европа и од ВАР систем. Видовме дека на тој надпревар Македонија Косово ВАР технологијата всушност ја работеа судии од Англија, ако не се лажам. Тоа беше систем имплементиран од Англија, беше имплементиран надвор од стадионот. Меѓутоа во Македонија какво е? Вие сте председател на синдикатот на фудбалери, имате контакти со ФФМ, имате контакти со судиите. Например, кога се работи за законодавството во државата, експертите велат Македонија има добро законодавство, меѓутоа не се имплементира. Сега, дали имаме ние добри судии кои што пак ќе можат многу брзо да го имплементираат или ќе ни бидат потребни обуки?
Знаете како, не би сакал да бранам или да напаѓам некого, меѓутоа оно што кажат, јас не верувам дека нашите суди намерно ги прават тие грешки што се случија последните 4-5 кола. Меѓутоа верувам дека мораат многу подобро да се припремат за еден надпревар, пред се физички, а после и психички, затоа што судијата е оној кој што диригира со надпреварот 90 минути и не сме работи да ги испушти од контрола. Доста случаеви кај нас, како што кажав, последните 4-5 кола се случуваат спорни, меѓутоа да бидем искрени како што кажав, ниту по самиот терен му дозволува на судијата да биде оној што треба да биде, нити самите услови. Мислам дека имаме добри суди. Реално мислам дека имаме добри суди, меѓутоа мислам дека и треба многу повеќе да работат, многу повеќе да следат, да гледаат, затоа што денеска фудбалот е една наука која што има многу работи кои што треба да ги примениме. Ние сме многу далеку, меѓутоа се надам дека еве сега ако веќе размислуваме за тој вар систем, мислам дека и судиите би требало многу повеќе да се припремат, затоа што тогаш со тој вар систем не смеат да прават кардинални грешки како што ги прават сега. Да, за крај само бидејќи господинот Васовски, Александар Васовски, тренер на Вардар, беше еден од најголемите гласноговорници за употреба на вар технологијата во Македонија. Со оглед на неговите зборови, меѓутоа расположението кај судиите, играчите и ФФМ, кој е тој кој што треба да ја иницира употребата на вар технологијата во Македонија? Кој треба да го... Нормално фудбалска федерација, затоа што и судиската организација и клубовите се под капа на ФФМ. За така да мислам дека ФФМ мора да потегне и мора да го имплементира, затоа што ако мислам сигурно знаете дека сите суди во Европа, во светот имаат своји организации кои што се независни од федерациите. Кај нас, за жал, сите сме и играчи, и суди, и лигата под капа на федерација, така да федерацијата е одговорна која што треба да го превземе тој чекор. И се надевам после овакви реакции од сите клубови дека ќе превземе чекор следен, ако не од следната, барем таму за 2 години да имаме вар систем, затоа што стварно е потребен во оваа наша лига. Панче Ќумбев, председател на синдикатот на фудбалери, ви благодарам за одвоеното време и во овој спортски дел на секако на утрински брифинг. Ќе разговараме и понатаму ние за и други теми кои што се врзани токму со прашања кои што значат на некој начин менување или приспособување на условите кога е во прашање спортот во Македонија. Како што реков, кога е во прашање фудбалот, вар технологијата веќе постои и се имплементира во Грчката лига, се имплементира во Хрватска, а од следната сезона и во Србија, зошто да не и во Македонија, особено кога е во прашање технологија која треба да ги подобри судиските одлуки. Од мене толку, следува Атовска, следува нов разговор, а ние се гледаме повторно во утрински брифинг веќе утре.